Да се биде дијабетичар не значи да се откажеш од секојдневните активности и нормалниот тек на живот. Костадин Мартинов од Ново село е дијабетичар, една деценија, но паралелно и атлетичар. Вели дека дијабетот го доживува како состојба, а не како болест која треба да го загрижува. Па искрено да ви кажам, за дијабетот не е некоја пречка во животот, затоа што јас веќе го имам некои 13-14 години, 8 години на инсулинска пумпа. Веќе активно од 2013 се бавам професионално со атлетика, трчам маратони и ултрамаратони. Едноставно, за да го добро менаџираш својот дијабет, мора да имаш правилната исхрана, правилно дозирање на инсулинот и физичката активност. Едноставно, без физичката активност не можеме да го подигнеме сензитивитетот на инсулинот. Колку сме повеќе физички активни, толку помала количина на инсулин ни треба да внесуваме во организмот. Повозрастните дијабетичари ги советуваат младите целосно да ја прекинат конзумацијата на брзата храна, која е најголемиот ризик фактор за добивање на дијабет. Да внимават на брзата храна, на газирани кока-коли, тие шеќери, засладени производи, спорт да убават повеќе движење, да спортуват и поздраво да се хранат со салати, зеленчуци, нема да имат никаков проблем. И нервоза нормално, да не се нервира, тоа е број еден. На исхраната. Ти најважно е исхраната за дијабет. И треба на движење. А за младите е опасно сега со таа брзата храна, што ga конзумират, и така да има доста сапуни и треба повеќе да внимават на исхраната. А исто така и ние повозрастните. Храната треба да се внимава на храната, колку ја употребаш, према да остане ли што одредна. Ако претераш храната, значи треба по-често по-малце, например одена по 3-4 пати одена, се по-малко, значи. Ако сакаш да го регулираш шеќерот што треба. Преваленцата во Македонија во 2017 година изнесува високи 12,2%, што значи дека бројката на дијабетичари е над 180.000 на возраст помеѓу 20 и 79 години. Зголемениот број на лица со дијабетот тип 2 е резултат на забрзано темпо на урбанизација, старењето на популацијата, седечки начин на живот, зголемена телесна температура, недоволна физичка активност и поголем внес на нездрава храна. Во Македонија не постои национална стратегија за справување со дијабетесот.